Тутунопроизводителите од утре до 31 март може да ги вадат евидентните листови за новата годинешна реколта. Тоа значи дека до ресорното министерство треба да ги пријават површините тутун кои ќе ги посеат, а потоа да потпишуваат договори со компаниите каде што ќе го продаваат тутунот. Од Сдруженијата на тутунопроизводители велат дека лани не биле засадени сите површини пријавени во евидентните листови. 2500 евидентни листови, но сепак не беше се засадено. Некој поради иселување, можам да кажам, поради недобри услови не можеше да се засади планирано декараже кој што беше планирано према евидентните листови. Трајков посочува дека годинава ќе пријавуваат до инспекторатот ситуации кога компаниите безпотребно долго ги задржуваат евидентните листови, при тоа оневозможувајќи им на тутунарите да склучат и други договори. Па ова оде во Министерството за земјоделие. Тамо се пријавуваат и да си ја сванат озбилно работата, да си одат на време, да се пријават, да си ги земат евидентните листови и како ќе исклучуваат договор со една фирма, да ги замолат и јас и ние како здружение ги замолуваме фирмите да се стојат на времето, да може да ги направат договорите, да ги вратат пак евидентните листови, за да можат луѓето да си направат со повеќе фирми договор и за да нема потоа. Имаше случаи каде што не беа враќани евидентни листови и луѓето не можеа да си направат. Но оваа година ќе преземаме мерки, не да биде како закана, дека ќе реагираме и до инспекторат и до каде што треба да бидат на време враќани евидентните листови од фирмите на производителите. Лани до крајниот рок што истече на 31 март, побарани на ниво на Македонија биле 23.400 евидентни листови. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, електронското водење на евиденцијата за секоја парцела го намали бројот на двојни и тројни договори што производителите ги склучуваа со повеќе предпријатија, но и ги натера откупувачите да побрзаат со потпишување на договорите пред завршувањето на законскиот рок од 10 април. Тутунарите до крајот на март го пријавуваат новото производство во подрачните единици на Министерството, пред да го потпишат договорот со откупувачите.